Почитуван председател, почитувани колешки, колеги пратеници, представник на Влада на Република Македонија, дебатираме за Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој. Секако дека основната и главната цел на овој предлог на закон е интеграција на аплицирањето по мерките за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, да се фактички направи интеграција во склоп на еден државен орган. Тоа во овој случај значи мигрирање на ингеренциите кои што ги има Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во тој дел, да преминат во склоп на платежната агенција или Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството. Со тоа фактички сите административни процедури во делот на аплицирањето за финансиска подршка би ги водела платежната агенција. Исто така, со овој предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој би се овозможило зајакнување на човечките ресурси, така е дефинирано во ова предлог законско решение, зајакнување на човечките ресурси заради навремено постапување по барањата и воспоставување на една надлежност во делот на поднесувањето на овие барања, односно комплетно администрирање од страна на Агенцијата за финансиска подршка. Каде е сега клучниот момент и што е најважно во овој дел? Тоа е единствениот регистар на земјоделски стопанства, кој што до денешен ден го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тој единствен регистар на земјоделски стопанства, почитувани колешки и колеги, ги содржи сите податоци за сите физички и правни лица кои што имаат поднесено барање за финансиска подршка во земјоделство. Значи сите податоци за физички и правни лица кои што поднесуваат барање до платежната агенција. До денеска, значи до денешен ден, управувањето, администрирањето со единствениот регистар на земјоделски стопанства го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во склоп на тој единствен регистар на земјоделски стопанства се фактички и сите други регистри, вклучувајќи ја и основата, а тоа е системот за идентификација на земјишните парцели. Сега со овој предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој се бара сето ова да премине под ингеренција на платежната агенција, кое што дел би преземала и делот вработените кои што се во склоп на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Она што фактички загрижува, а и тоа и колегата Здравко многу добро го кажа, е губењето на атрибутите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Да не се доведеме во ситуација еден, посебно со најавите на владата дека и дел од ингеренциите со управувањето на државното земјоделско земјиште ќе преминат под локална самоуправа, да не се доведеме во ситуација Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изгуби огромен дел од своите надлежности и да се сведе на минорно земјоделие во услови кога Република Македонија, според Статутот на Обединетите нации, важи за аграрна земја, земја производител на храна. Тоа не смее да се дозволи и крајно добронамерно е сето ова укажување од сите колеги овде и колешки пратеници. Министерството за земјоделие во ниту еден случај не смее да се стави во подредена улога. Не смееме да дозволиме Министерството за земјоделство да се состои само од зграда во кое што имаме лица вработени во Скопје, што наводно креираат политики и тие политики на штета на земјоделците. Нас ни треба Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое што ќе биде и ќе работи во функција на земјоделците. Затоа, да бидеме исклучително внимателни. Ингеренциите на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство се дефинирани согласно закон. Согласно тој закон, секоја дигитализација е добре дојдена, подобрување на услугата. Сите овие системи треба да се стават во функција на земјоделецот. Меѓутоа, сепак треба да се знае кој е титуларот.
А фактички Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја има таа водечка улога. И кадрите кои што ќе бидат превземени се кадри на Министерството за земјоделие со кои што се изврши обуката и кои што овие системи ги направија достапни за земјоделските производители. Уште еднаш апелирам до представниците на владата внимателно да се оди, внимателно да се разгледа, да се подобри квалитетот на давањето на услугата за земјоделците, меѓутоа улогата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не биде само декларативна. Ви благодарам.